Šeri, što ki готвиме денес? Здраво, добар ден гледачи. Па да, каде сме? Во мојата кујна. Не, кујната од Шери, што ќе готвиме денес? Секогаш кажувам Шери, што ќе готвиме денес. На вистина, почнува да биде малку тешко. Да најдам нешто ново, една убава рецепта, нешто што ќе ни се допаѓа на незе, па и на мене, јадиме заедно. Сакам да направам нешто малку по-оригинално денес. Сакам да направам нешто како палачинки. Палачинки, ама палачинки солени. Ке направиме палачинки солени, имам убава рецепт од палачинки солени од пиперки. Ке му ставиме пиперки, ке му ставиме малку кашкавал во нив, ке направиме така подпечени, ке направиме исто малку и со лапне, можеме да ставаме внатре, можеме да ставиме и со малку овде ајварче можеме да му ставиме. Да, ајвар ке правиме. Океј, тоа и ќе видиме посама. Палачинки ми требаат јајца. Со 2 јајца ми треба обавезно млеко и ми треба и брашно. А брашното ми е тука. Па да, ќе направиме убави палачинки. Ама палачинки само дали солени ќе ни бидат доволно. Да направиме палачинки и благи, да направиме 2 врсти, ќе почнеме директно со солените и ќе видиме, ако имаме време, ќе направиме и благи. Ајде. Затоа, да не се мачиме, маталка и све, имаме блендер. Блендерот ќе ни ја заврши работата малку побрзо. Имаме време, ама секогаш е добро дојдено да имаме една блендер што ќе ни ја олесни работата. Океј? Ајде, да видам дали е поврзан. Да, тука е. Ни оди. Ајде. Ке почнеме со прво јајцата. Ајде. Хап, 2 јајца. Да му правиме малку место овде. Навистина, работната маса не е толку голема, ама мора да се снајдеме. Така, 2 јајца. Ке му ставиме, како кажав, пиперка. Сакам да блендирам пиперката во тестото. Ке видите, ке му дај боја и ке биде и вкусно. Прво, да се изми, надвор и внатре. Така. Така, ке сечиме коцки. Можете да употребите и црвена, и зелена, и жолта. Зависи боја која сака да дадете на тестото. Ете така. Една пиперка комплетно во блендерот. Што ни треба? Сега прво ќе го изблендираме, малку да му даваме, како да кажам, да биде полесно после, да им се додава брашното. Ај, хапс. Браво. Ја имаме базата. Базата се јајца и пиперка. Одиме со малку брашно. Малку повеќе брашно. Ете така. Вајла. Ке му ставиме малку сол. Зошто сол? Ба, солени палачинки. Така. Солена палачинка. Ке му ставиме исто малку бибер. Чудо, солени палачинки. Па зошто да не? Ако немате направено тоа до сега, пишете ми, ако ја правите и да ми кажете вие точно кој вкус ви дава на вас. Јас многу ги сакам, ги обожавам. Навистина е малку специфично, ама таков убав шмек ви дава. Малку кари, да го дигне вкусот од палачинката. Така. Валя. И, епа. Без лук не оди. Малку лукче. Така. Ми каже, шо ми прави овде? Ми прави чорба? Па не, правам тесто за палачинки. Ајде, уште малку боле. Од брашно, така. Мислам, ти ќе биде доволно.
blendiramo još malku. A сега dodavаме mlijeko. Marko? Pri kraj sme. Gledamo ti malko mi se lepi dole, gdje mora solažica malko da ga odlepam. Jesu to taka? Super. Odlično, kako ubavo mirisa. Pa ke vi kažem, sekojaš mi je žal. Sve što spremam ima takav miris. Preubav miris. Ovdje imаме kvantitet, što možemo da napravimo 4 do 6 palačinki maksimum. To je za dvajca odlično. Kako ubavo mirisa. Pa už jednaš ke blendirame, za da ubavo da se meša smesata. E voilà. Smesata za palačinkite je spremna. Ajde, hop. Ova ga ostavame pak pozadi. Pravime malko mesto na masata. Ajde, hop, lapne. Mamas. Brašno to može se vrati. Isto na mesto. Odime. So tavata. E pa, ke zemaju nabava tava za palačinki. Možda go pravite so obična tava, ama polesno je so tava za palačinki. E tava. Hop. Voilà. Hop. Prvata palačinka segoš je problem. Se nadevamo ti mojata, nema da bidi problem. Prvata segoš se lepi, je taka malko nedovoljno pečena i sve. Ajde, jaz ke se trudam da napravim prvata da bidi odlična. Vakva tava normalno ne mu treba mnogo zejtin. Mu stavim malku zejtin taka, od početok. Ovo može stoji taka. Ubavo da se stopli. Во меѓувреме, ајде, да почнеме полека да спремаме што ќе ставаме внатре. Имаме лабне, имаме, како да кажам, кашкавал, имаме ајвар. Мислам, ти му фали уште нешто. Да направам нешто лајц. Сега за овие времења, навистина туна може да оди со се. Може да се палачинки, може да се прави салати, може да се прави сендвичи, може да се прави омлет, тестенини да се варат и да се додава туна внатре. Јас сакам оваа туна, навистина многу лесна, плюс е квалитетна. Ева, од Подравка, многу е добра. Ке вадам малку зејтинот, вишок, ете вака, многу лесно. Се отвора на половина, се стиска малку и голем дел од зејтинот се вади. Вуаля, е така. Ова ќе го потребиме после. Отворено е. Отворена е, или да, кутијата е отворена. Точно. Да спориме убаво македонски, да. После 11 години во Македонија, ако не правам сега, ако не зборам сега како треба, па никогаш нема да зборам како треба. И па ќе вика по мене мојата омилена половина. Ајде, одиме со тестото. Тестото малку се остане, па така се... Ќе видиме сега, дали е добро или не е добро. Ја видовте бојата? Црвена пиперка, црвено тесто. Ајде. Океј. Така. Тавата не е доволно топла, ама ќе се направи. Е, така, полека. Ќе се пече. Супер. Одлично. Така. Океј. Ке мора да чекаме малку,
тоа е тоа. Мислев оти ке беше побрзо, ама не. Ке се печи, почнува да се подпекува палачинката. Ако вие правите такви палачинки, ајде едно прашање, зошто да не пишете на Шери што ќе готвиме денес, кажете ми со што ќе ги правите внатре, што ќе му ставите фил внатре, која е вашата идеја. Кажете ми, може ќе најдеме нешто, една добра нова рецепта што јас ќе можам да готвам и да видиме на што ќе личи, зашто да не. Ова почнува да се бржи. Ајде, да оставиме. Тоа е тоа. Кога работиме, да кажеме директ, и е директ, тоа е тоа. Ова се подпекува, да земеме. Како се вика ова? Една шпагла, да. Една шпагла, ете така. Шпагла или шпатула во францез, спатула, шпагла, така нешто близко. Почнува да види, да се крчка овде. Да, уште малку. И ќе биде спремна. Браво. Требаше малку да се чека. Извините. Тоа е тоа. Ама каков мирис. Го имате мирисот од пиперката. Го имате мирисот од лукот. Чудно. Ова е лук, од кога го открив. Не ми треба више лук така во чешник. Не, си ставам лук во прав и го имам истиот резултат. Ставив малку кари и карито малку ми доаѓа така на мирис. Уау. Гледате? Хап. Така. Првата, како кажувам, секојаш е малку посебна, но ова е окей. Окей. На што личи? Супер. Црвена палачинка. И ќе ставиме после фил внатре, што ќе биде на база од лабне, ќе му ставиме малку ајвар, ќе му ставиме малку од туна, ќе биде врв. А ние ќе продолжиме да направиме уште други палачинки и се гледаме за кратко. Шери, што ќе готвиме денес? Сме при крај. Направив тесто, мислев за 4 палачинки, па ми останува за една петта. Мислам оти товие што ме снимат, чекат од вај, да ги завршам, оти таа вишок ќе биде за нив. Другите се за мене и за мојата Шерија. Ајде, ова е завршено. Каква убава боја, как убав мирис, пак ќе се повторам, ама преубаво изгледа и мириса. Ете така. Ќе видите кога ќе ги правите тоа кај вас, ќе биде врв. Мислам оти луѓето и комшиите кои ќе бидат во околината ќе сакаат да дојдат толку убаво мириса. Видите какви се? Ете така. 1, 2, 3, 4. Една вишок. Окей. Уште малку и ова е спремна и ќе можеме полека да одиме да ги полниме. Освен ова, палачинки може да ги полните со што сакате. Вашата имагинација може, инспирација од моментот, можете слободно да ги полнете со што сакате. Пак ќе кажам, остана како фрижидерот. Ова е исто како тортиите што ќе одите да ги купите во дуќаните. Да, исто е. Мексиканите исто ја викаат они тортија. Тоа е нивни специјалитет. Они сите тортии така ги пунат со различни намирници. Ама овде направивме палачинка македонска со пиперка. Да. Така. И ова последната е спремна. Окей, ова оди за перење. Тавите што се за палачинки не се перат многу со вода. Малку вода и чиста хартија. Така, да ги оставите, да не ги ставите со сапун и све тоа, да не ги бришите со тврд сунгер и све, за да не го пропастите тавата. Тава за палачинки е само за палачинки. Употребите само за тоа. Ајде. Ние, и кажа, доста збориш, ајде. Работи малку, ти ми се јади овде. Ајде. Окей. Одиме со прва палачинка. Таа вишок за екипата, што ќе му ставиме внатре? Ајде да пробаме, ќе видиме како ќе направиме. Ова ќе правиме со малку јердаме. Ама мислам оти ќе земам после тавата, за да се стопи пак кашкавалот
što ga stavame внатре. Имам и други ствари. Да ви кажемо ти, све може да оди. Гледайте, имам овде салама. Ќе му ставиме малку салама внатре. Така. Тоа ќе биде една варијанта. Ама, малку ајварче, обавезно. Океј, жица. Така. Хап. Ајвар внатре. Мачкаме. И ја виткаме. Вака. Една палачинка спремна. Ова ќе земам тавата. Ќе оставам. Ова е уште топло. Чисто што ќе направам, ќе оставам на тавата и така полека кашкавалот ќе се топи, а и овде екипата ќе почнува да лиги да им течат. Ќе направиме за нив става. Ајде, одиме сега со две варијанти за мене и за мојата Шери. Океј? Одиме со една, две палачинки. Сега ќе му ставиме малку надре од лабне. Многу го сакам ова лабне. Како павлака, како крем сир, така нешто мешавина. Кулажи си овде, така. Хап. Вака. Вака. Ајде. Уште малку тука. Мачкаме вака. Ајде, убаво да се измачка. Вака. Исто. Ова тука, ова се пече, слушате. Да не ми изгоре. Го превртам. Така. Вуаля. Павлака. Ќе му ставиме малку од туна. Ете малку туна. Така внатре. Многу сакам тоа туна. Мене ми се допаѓа од тие лајт. Може да јадете туна секој ден. Ќе ви се досади на крај, ама на вистина може да јадете туна секој ден. Ова е нешто што нема да се здебелите, имате све што ви треба внатре, имате протеини, имате омега 3, омега 6, све што ви треба внатре, а ова е превкусно. Уште, што кажав, малку ајбар. Ете така. И ова исто омачкаме малку вака. Мислам, оти може да додаваме уште нешто внатре. Имам овде салата. Од салатата ќе земам најубавите листови што се натре. Така, во средината. Овие се чисти. Вака. Ситно. Сецкано. Како ќе биде убаво тоа. Многу ми се допаја. Малку свежо, малку топло, киселко, туна, ајвар, што сакате подобро. Хоп. И ова. Едно. Хоп. И второ. Втора варијанта на палачинки. Овие може да се јадат ладни, ќе ги оставиме да се оладат. Ова, полека, се топи. Ајде, одиме со трета варијанта. Зошто да не? Како можеме да ги направиме? Ајде. Хоп. Овие ги враќаме на тањерот. Се завршени. Ќе ги сецкаме после. Ќе ги ставиме на тањер. Вара. Хоп. Хоп. Исто ќе одиме со лабне. Ето тоа. Вака. Шери многу сака која е лајт. Ама ова, мислам, имам и пршута малку во фрижидерот.
ќе направиме варијанта со пршута внатре. Многу убаво ќе биде. Пршута, малку од овде имам босилек. Овде имам пршута. Ако сакате, можете и малку и да пропржите така малку пршутата да би крскава. Многу добро. Јас ја ставам ваку, само вака. 2, 3, 4, 5 парчиња. Исто тука. Така, ајде. Уште едно парче. Да не претераме, ама мора. Вака. Ова тука. Исто. Малку. Ајварче. Не му ставиме премногу, чисто да има вкус. Вака. Ова, завршено. Ова, завршено. Ајде да преме место, оти сме при крај. Вака. Овде, што ја кажав, малку босилек. Ете така, листови од босилек. Вау. И може малку и салата. Овде ќе оставиме вака, епап, и ајде. Вртиме. 2 со туна, 2 со пршута. Вау. Едно со кашкавал. Гледайте, со ништо направивме нешто преубаво. Океј. Ајде, враќаме све во фрижидер и се враќаме за кратко. Сервираме сега на тајнир. Шери, што ќе готвиме денес? Епа, да, исчистив малку, направив малку место, седов 2 тањири. Фа не се тањири, ова се послужавници, ни треба. Ете така. Ова, ја ставам тука, ќе ставам на посебен тањир за колегите. Ова, ќе го сечам овде и ќе го ставиме на тањирите. Ќе му ставам една подлога малку од салата. Чисто едно ливче така, да биде убаво на тањирот. Така. Океј? И сега ќе можеме да ги покажеме палачинките. Ја мислам да ги сечам на 3 парчиња. Ако сакате да бидат малку по-лесни за сецкање, ставајте ги во фрижидер да се стегнат малку. Овие ги имаме со пршута. 1, 2, 3. Да. Знаете што? Чекам од вај да ми дојде Шери, да ги проба и да ме едно пак нешто. Ова многу го сака. Такви јадења, лесни, вкусни, за лето, ова е нешто преубаво. Океј? Одиме сега со тортиите, палачинките со туна. Пак гледавте, исти гарнир. Лабне, ајварче, туна. Лабне, ајварче, пршута. Малку салата, малку босилек, неколку други зачини. И вуаля, имаме рецепта комплетна, различна. Океј, одиме со ова сега. И на крај го покажам ова. Што е за подпечено како треба. Третата варијанта. Така. Чиста маса. Хап. Тањир. Ова ќе го употребам. Знаете што, ќе го употребам овај тањир за колегите. Ајде, колеги, гледајте што ви направив овде. Да. Течи 4 пачиња, 4 колеги, за да можат да пробат што направивме убаво денес. Така. Вала. Може се бои ли не? И каква убава боја. Ова е. Топ. 4 за колеги. Останата код за мене и мојата Шери. А сега одиме бон апетит и се гледаме на наредна рецепта.
Chérie, što ki gotvíme dnes?